Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце. Нормално е денојеве да имате намалено количество на енергија во вашите литиум-ионски батерии. Инаку, според сите професионалци кои ми велат, купувај акумулатор во лето. Зимо не е проблем за електрични автомобили, туку за мобилни, туку летно време. Најголемото искушение се високите температури. И таман помислив, викам, ајде, ќе се зафркаваме, ќе пуштаме репризи во 8, во 20 часот, кој ќе седне да гледа телевизија. Арно, ама стварно надвор не е за излегување. Суши, пржи, алишта, дипли, пегла, уште да мести во шкафче ќе биде идеално. Значи, искачање вечерва после 22 часот, затоа што конечно тогаш може малку од малку да се диши. А ние сме сите спопикани во она прекрасна работа што се нарекува климатизер. Па и не е баш многу паметна, ама вие си знаете. Добро, да го немам и ја климатизерот, сигурно не ќе можам ни да изгледам вака елегантно. Не можете надоле да ме видите каква елеганција сум ко Кристијано Роналдо во чик Куманово папучи. Но сакам да ве замолам вечерва да затераме еден муабет, бидејќи конечно во Македонија, нели, во Македонија требаше да во Македонија нарачани се вакцини. Почнуваме од јануари, февруари, март. Еве ги стигаат во април, мај. И конечно сега нешто малку од малку мрдна. Не успеавме да купиме ни една вакцина на сето лажење и некои граѓани имаат многу право кога велат дека некои нивни драги што замина ќе бидат на душа токму на оние кои требаше вакцината да ја донесат многу порано. Има исто така многумина кои не ќат ни да чујат, кои сметаат дека болеста е дури и бенигна спрема опасностите кои ги носи вакцината. Но вечерва би сакал да поразговарам со неколкумина од вас кои се вакцинирале. Какви се вашите искуства, последици, се чувствувате ли добро? Некои од вас се вакцинирани од што мораат. Работата ги тера затоа што патуваат професионално, стручно, а не сакаат. Како се чувствувате после тоа? Дали се чувствувате измамено што мора да се вакцинирате, а например има многумина луѓе кои ја прележале болест. Прележување на болест значи имунитет. Но Светов ти вика, не е важно, don't care, имунизирај се. Не се. Пред да ги отвориме телефоните, драги мои пријатели и пријателки, имам особена чест и задоволство легендата на македонската музика Васко да ви го представам повторно со нешто интересно. Го најдов на каналот на Таксират. Издадено е на 23 јуни 2021 година. Значи, по-тазе и не може да биде. Сега ќе ви го пуштам од компјутер. Значи, режијата на спотот е Милан Блажевски и е направена во еден здив, многу спонтано. Бендот се вика 21 век. Васко Бумбикс, секојаш за мене ќе биде Бумбикс и некои они Бернис пропаганда и што све не, заедно со Раде Јордановски и Дени Крстов го направија овој спот, оваа песна, и реакциите се изворедно добри. Сепак, рачунајте, ова е инди-рок, ова е no label, ова е музика која нема да ја чуете на мејнстрим медиуми. Зато е кај мене. Фалиш кога си на работа, празно е кога сум сам во спалната. Ме боли срцето, ме боли душата, ме боли главата.
Фалиш во среда, фалиш и во сабота. Плачам по тебе од недела до недела. Ме боли душава, ме боли главава. На твојот живот мене не ме засега. Твојата коса не ја галам, јас ме боли срцево, ме боли душава, ме боли главава. Ужасно фалиш кога си на работа. Празно е кога сум сам во спалната. Ме боли срцето, ме боли душата, ме боли главата. Ке пројдат години, ке заборавам на твоите очи, на твојата насмевка го лажам срцево. Среќата твоја веќе не е моја работа. Но твојот живот мене не ме засега. Твојата коса не ја галам, јас ме боли срцево, ме боли душава, ме боли главава. Но твојот живот не е моја работа. Твојата коса не ја галам, јас ме боли срцето, ме боли душата, ме боли главата. Ајде сега да те видам. Океј, се надевам дека ве расположи оваа позитивна музика на 21 век на таксират. Страната на таксират на YouTube ја најдов. Трендо напиша некој збор малку попаметно, малку поинформиране од мене за се во ова. Инаку, според последните информации, се повеќе и повеќе има вакцини стигнуваат во земјава. Најчесто она што се бара е Pfizer или Sinopharm. Pfizerот предизвикува некои посилни реакции. Ја направив повеќе емисии на таа тема, но би сакал на темата вакцини ме интересира. Значи, имаме неколку работи кои ве прашувам, кои сакам да ги чујам. Прво, дали ќе се вакцинирате? Ако да, зошто да? Ако не, зошто не? Втора работа, многу ме интересира вие што сте се вакцинирале. Бидејќи, нели, теориите на заговор велеат дека учипирани сте, ќе умрете, затруени сте, дека после известно време сега тој протеин ДНК или нели што иде од например на Pfizerот и така натаму, кога ќе почне тој да се распаѓа во телото, дали ќе предизвикува некакви работи. Баш ми го кажа една пријателка денеска тоа, викам, чекај, камаген, викам, како? Вика, Pfizer ако добиеш, предизвикува силен здравствен имунитет. Така, затоа што она има едно делче од вирусот, као симулакрум, кој го предизвикува таа реакција на имуниот систем на организмот. Но вика, сомнежот ми е тоа што сум го добила, нели, откако ќе помине се, ќе се стекнам со имунитет, што ќе биде со него потоа? И па, вика, ако се распадне, дали како труење ово, она, вика, сестро, сладка се знаеме, каква младост, лудост имавме, што испушивме, што испивме, што се издрогиравме, што се испотепавме, што се истоксифициравме, што на одмори ѓубре од храна јаде... Човече, дали можеш... Ја, па, гледај сега, ја малце и карикирам, малце мајтаптерам, ама колку паштети сум изел уичичи, бечичи, кучичи, мачичи, у тие такви, она, кога идеш само да отидеш негде га и јадеш најѓубре храна оставена на сонце, некоја паштета. Памтиш да имало она... Не, ја памтам четврт леп го користиш како
четврт леп го користиш, да, како лажица. Оп. И ти сега за вакцини збориве. Абе, едино што ме интересира, стварно, дали е вистина дека откако ќе примиш вакцина, откако ќе те учипат со овие американски, дали стварно имаш потреба да го регистрираш Windows-от? Тоа е. Океј, ја малку и ја мајтапам темава, додека да се охрабрите да се јавите во емисија. Имаме гледач, му посакувам добро вечер, повелете во, програма сте, ја ќе ја ставам и слушалката. Предпоставам дека ќе се слушаме одлично. Добро вечер. Добро вечер, кој е на линија? Ало? Добро вечер, ве слушаме, во програма сте, може да говорите. Имаме гледач на линија, ама знаеш како, ја кога ќе почнам да мелам, тоа е како мечето ушко за деца. Знаеш она? Зошто иде мечето ушко ова време? Децата заспеваат мечето ушко. Јас сум мечето ушко, јас сум мечката ушко. Да, и овие седат на телефон, Јанко збори. Океј, дали ќе проговориме? Одамна чека гледачот. Ало, добро вечер. Добро утро, добро вечер. Добро утро, Македонија. Ако не си осетил во животот суви петок, ништо не знаеш што е вакцина. Не знам што е. О, суви петок. Тоа е. Чим си го преживеал суви петок, вакцината е песна за него. Чекај. Биди на линија да му објасниме на мојот колега кој не знае за суви петок и вака гледа. Суви петок, значи кога си у војска, имаш секој ден оброк. Идеш у кујна, ке ти сипне. Некој чорбиче, манџиче, се јаде, добро е. Петок особено, гравчето која ќе дојде, милина. Арно, ама, мора некојаш одмор да земат готвачите и тогаш добиваш суви дневни оброк. Брат, прво тоа како е спакувано да го видиш, тоа да го видиш и кој ќе ти се падне зелка со свинско, спакувана, дата 1968. Отвараш и тоа кој ќе замирисе како оние видеа на оние рибине сирови у Норвешка што ги јадат, што се паѓа у несвест. Така, само што ти си така вакциниран пред да идеш у војска, кој ќе дојдеш у војска, да тоа ти е вкусно, брат. Така ли беше? Така ли беше? Да. Вака, ја ги примив двете дози од Синофармот. Браво, добро. И буквално се пријави, пуште само првиот ден кога ја објавија страницата, уште тогаш ја пополнив апликацијата и до душа ми се јавија прво да потврдам, а потоа и точно ми дадоа термини. Нити сум имал некаква реакција, не посакувана, како на нели што се жалат наводно главоболки, температури, буквално како секоја вакцина во животот што сум ја поминал, така ја поминав и оваја. Сега дали имам антитела или не имам антитела, не мерам, бидејќи верувам дека вакцината ќе створи, им верувам, да кажеме, на нашиве стручњаци, како овој Пановски, кои тврдат дека секоја вакцина порано или покасно ќе ги направи антителата. Така да јас не сум од тие представи што викаат дека вакцината вака. Едноставно се пријавив, ја примив, завршив. Немав нус појави, се надевам дека ќе понатака во животот ќе немам. Затоа го спомнав и сувиот петок, чим сум го поминал сувиот петок 14 месеци, се очекувам дека и ова нема да ми направи никакви. Очигледно ти си од помлада генерација. Прашање, зошто се вакцинираше? Што те натера да се вакцинираш? Право, да ти кажам право. Океј. Кога се вакцинираше? Пред колку време? Пака на 1 јуни ја примив втората доза, рачуне 15 дена пред тоа, или ја примив првата доза, некако околу, како беше 14 или 15 мај. Така. Добро. Драго ми е што се чувствуваш добро. Значи не било некој од некакви си професионални пореди, едноставно
Веруваш дека постои болеста и веруваш дека вакцината ќе ти помогне да преживее. Веруваш ли дека вакцинава ќе биде траен имунитет или до година пак истава шема ќе имаме? Па не, ја очекувам дека ќе мора да се ревакцинираме и трета доза и едноставно. Меѓутоа сега ги послушав советите на нашиве случајци дека се спас да намалиме пандемијата и да се вакцинираме за да помогнеме на општеството. А дали понатака ќе се развива вирусот и како ќе мутира тоа, никој да сме здрави и живи ќе видиме како ќе биде. Но ја не сум од тие антиваксери кои тврдат дека позади секоја вакцина има некоја, можеби има рече битка за пари, што го викаме ние за финанси, ама еве гледате, ја не ги оправдам овие што напаѓаат владата дека на време не купила вакцини. Еве земете го примерот со Спутникот. Спутникот е нуден нели во ноември, октомври таму кога државата не го земала, ама сега што правиме што Спутникот никој не го признава во Европска унија ако сакате да патувате. И што ќе правиме ако државата купеше 2 милиона Спутник, ги вакцинираше луѓе во сите сакаат да идат во Германија, ама со Спутник не смеете да влезете во Германија, пошто не ја признаваат уште од тогаш кој ќе беше крив? Па државата ќе беше крива зашто го земала Спутникот. Шајзе. Да, мислам дека знаете, тие теории треба да ги оставиме. Државата ја нападна денес дека сакала да плати дупло поскапо за вакцини. Сега па зашто вакцините каселе, сите знаеме дека вакцините се појавија во декември месец. Ние сме мала нација, кој ви продава милион вакцини? Вас кога некој купува со 200 милиона или со 50 милиона вакцини, вие сакате да купите пред него вакцини. Мислам дека како тоа е. Успеа, Али извини, малку морам да ти замерам тука. Како успеа една Словенија да купи вакцини? Далеку пред нас. Па добро, како успеа на Словенија? А како успеа па да кажеме Србија да ги земе сите тие вакцини? Србија има 4 вакцини па сега донира, а никој не го разбране начинот како Србија ги купи вакцините, па сега е широко груда, што душа ја до душа не го напаѓам тоа, меѓутоа дали сме ние, пазете, ние заборавиме дека ние беме во еден пакет на, како да не кажам, на испитни зајци, тоест како ќе се лекува болеста по препораки, а бога ми рачунам дека Србија па беше тест полигон за вакцините. И затоа ги доби сите вакцини. Или да речеме, можеби таму имаше борба за превоз. Сите и се нудела на Србија да ја помогнат. Сепак 7 милиона народ е упрашање. А гледате, Србија па има најголем отпор кон вакцинацијата, па затоа и ги донира вакцините за да не пропаднат. Да не бацимо свињама, се вика тоа. Тоа е моето мислење. Сепак Србија испадна многу фер спрема соседите, испадна и спрема цел свет, доаѓаа луѓе и од други земји европски да се вакцинираат во Србија затоа што даваше избор кој сака како сака, бидејќи не секој сакаше со било која вакцина да се вакцинира, така што сума сумарум они испадна и херои и хуманитарци, а како им успеа, ја стварно треба добар пример тоа да биде утре за било кого. Без оглед каква е заднината на сето тоа. Што не го направи, што не го направи тоа Грција, еве. Да ја вакцинира пола Турција, да ја вакцинира цел... Србија ги доби сите видови на вакцини, што го нема ни една Германија го нема, да ти кажам право. И па, што е, од Марс ли се паднати, па алал да име? Ајде, знаете, иначе, еве, кинезите први го, да кажеме, прогласија крај на пандемијата, ама никој не дознаве со кој лекови ги лекуваа своите заразени. Со риш и печурки цела Кина се лекуваше. Тоа е затоа, така да бидеме здрави и живи. Прашање, уше последно прашање. Дали ја прележавте вие болеста? Дали ја прележавте корона? Не успеав да се заразам. Куртуливте. Ги почитував препораките, дома држам диктатура, да ти кажам право. Гости не примав, на гости не одев. Строго се придржав кон препораките и мерките што ги препорача нашата здравствена организација и не успеа да се заразам. У графа чуруците стаиле. Се шалам. Не. Vorete. Ја мислам дека ако сите се придржуваме до мерките, ако не правиме циркузи како што правиме, мислам дека немаше да ни се случи тоа што ни се случи. Ви благодарам многу за јавувањето. Масовната вакцинација оди на големо, иако многумина луѓе идат и во Србија се вакцинираат во Врање. Зошто и како?
не знам дали е тоа затоа што е недоволно или како во Македонија, но од она што го имам како искуство од оние што сакаат да се вакцинираат во Македонија, најголем проблем е тоа закажување термин, која ќе го добиеш, кај ќе го добиеш, дали на време, а во Србија едноставно не им барале ништо, него идеш, доаѓаш, добар дан, имате ли кишобран? Кишобран ја распродан, доđите сутрадан. И така нешто во тој стил. Не навлегувам многу во оваа тема, но ми интересираат вашите искуства. Вакцинација. Да, не, зошто и реакции. Добро вечер за следниот гледач. Добро, немаме во моментов јавување, немаме гледач. Во секој случај ќе почекаме малце додека да се вклучи некој во програмата. Ако ништо друго, па и можеме и пауза да направиме, но во рете, кај скитате сега, жити се, ја истрчав малце порано да ги почнем гледачи, викам, кој искача сега? Сите седат дома под клима, кај си искача надвор? Надвор, огин и пламен. Огин го гори брезо, 36 степени моменталната состојба, вели. Шетате на 36? Па, шетам, вика, ама како црвон, вика, шо шета, вака. На 4. Инако да ви кажам, уживам во ова време. И ја ви се извинувам на сите што ви е мака во овие жешки температури, вие што сте сакледжи, вие што не поднесувате високи температури. Прво, знам како ви е. Бидејќи јас бев ваков до негдека свој 25-6 години, кога одеднаш ми се промени метаболизмот, ја до 25 години ми беше најголема мака да идам негде на летување. А сега... Ало, добро вечер. Ајде, добро вечер. Повелете, во програма сте. Моето прашање е дали се вакциниравте, дали ќе се вакцинирате? Па во врска со тоа се јавувам, гледам има различити коментари. Добро. Јас имам 51 година, не се вакцинирав се уште. Добро. Работам во војска. Добро. И така, знаете, војска ко војска. Не има многу натака, наака, на различити должности. Секако. Иди ваму, иди тамо. Со луѓе комуникација. Као на комуникација. минско поле, мислам, војнички. Така, во право И сте. кога поминав овие сите офанзиви, да кажеме, после битке сви генерали, ја поминав онака без да ме погоди куршум. Не ја прележавте, не ве фати болеста или не сте? Немав никакви проблеми. Тоа значи онаа вакцина Некои што сте ја колеги- добиле прво некои од колеги јена, има- уште делуе. Некои колеги има нешто така ситно, седи дома 15 дена, гледај вамо, чекај тамо, контактирај го матичниот, врати се, немој, имај и така. Ништо страшно, од бројна состојба, немавме некои поозбилни, да кажеме, случаеви, на некому нешто да се случи, освен она друго што слушавме по телевизии, гледавме, имав така некои немили информации за некои поранешни колеги, постари малце мои, сега веќе во пензија, кои што од кои причини завршија по овие амбуланти, болници, како да ги наречам, ковид центри и така нешто, а дали биле од тој или не сум навлегувал да ви кажам. А дали ќе се вакцинирате? Па мене неколку пати ме прашуваа тамо, бидејќи оние први некои дози што дојдоа, као ги опфатија униформираните лица, Така? некои кои што идеа као мисии вамо тамо, се правеа спискови, организирано у Борис Трајковски тамо. Некои колеги одеа, јас лично не се пишував, не отидов, бидејќи ја поминав битката на фронт, ништо не ме закачи, се вратив дома успешно све, малце карикирам, ме пратите. Одлично. И сега, кога сум на сигурно и безбедно, не гледам причина зашто би одел сега. Да, што Само викаш, на фронтот стравот ми помина од се. Сега не треба да се плашам кога се редовно. Ево, гледаме и фудбалско првенство, гледаме 70.000 публика во Будимпешта. Се љубат, слават, победуваат.
и нема никаков проблем. Никој не ги тестира на излет. Никој не прогласи воредна состојба како лани во Италија кога имаш она утакмица од Лига ли која беше сега, не знам ни ја, кај што почна. Нели почна на фудбалску утакмица, па се рашири. Вие разбирам... Една докторка случајно дојде у куфер, го донесе тука, па одржа 2-3 семиња. Томи Джери на табла со антена так, и одеднашка вие неколку пати ја повикувавте, ја прозивавте. Ме слушате? Да, како не? Да, ја повикувавте да се јави она као mission in action. Impossible to find. Nobody know anything about her. Добар си. Ти ја разбирам логиката. Шо ја да се вакцинирам кога сите околу мене се вакцинирани? Значи, немам од кого да забалам. Ако они не заболат и се вакцинирани, што па ја? Ма тоа е една игра без галици така направена. Ја, тебе, ти, мене, он, ово, оно. Нема дефинирано. Добро. Инаку, родителите мои, они се постари 80 години имаат, Pfizer примија двајцата. И како помина? Јас будно ги следев како нивен син. Како е стари, имате нешто, промена ова, она. Никој ништо немаше. Ни прва доза, ни втора доза. Инаку здрава семка сте очигледно фамилија. Чим имаш живи и здрави родители на 80 години. Се вакцинирале со Pfizer. Нема никакви реакции. Тебе куршум не те гадја. Стварно блазе си им кој е у ваша фамилија. Па јас така се надевам и овај. Инаку, јанако беше у Реловац Котидов, тамо на Академија, беше 15 септември, веќе на 21 септември преска онај гледаш што спомна Суви Петак, веќе на 21 сите бесме вакцинирани. Никој не се јави дома да праша мама, тата, јел могу да примим, не могу, боли ме, ови ме терају, комунисти, вамо, тамо, партизани, дал да примим, да не... Никој, сите. Ја не знам како се редевме. Кажи ми за Суви... Пријатно. Кажи ми сега више... Молим те за Суви... Не знам дал да кажам, дал да не кажам. Еден објект тамо, Мостар издвоен, подземни едни објекти за керозин и ние чистиме август месец. И зафали една конзерва за говецко месо. И ја да ја подгревате. Влегувам у стражара тамо, на тој му викам, 10-таро или командире, имаш ли нешто? Имам, само за вучјака. Конзерва дуга 9 и горе вучјак. Реко, што да правиме, овој ќе остане без јадење, нема говецко. Вади вучјака, стави лажица, дај му лажица, и изеде све изнутрица, вучјакот гајле нема. И тој вика, никош подобра конзерва не јадел. Ето, тоа е то. Живи, здрави, да гледаме фудбал, мислам, не знам како енглезите ќе одговорат сега на маѓарите. Дали Вембли ќе биде, ние ќе превземеме мерки сега поригорозни, ќе пуштиме 50.000, ќе ги тестираме овака онака, дал ќе дуваат у јогурт, не знам што ќе биде. Што мислите вие? Колку публика ќе има на Вембли? I don't give a... Ама стварно не ми е гајле. Вака, само да се разбереме. Ја направив нели наградна игра и се мене ја уште уживам во фактот дека Македонија се појави таму. Не можам да ви опишам, многу е интимно тоа чувство, затоа што уште пред 25 години правев преноси и првата мисла и кажано на радио во врска со тие преноси ми беше да дочекам да видам македонска репрезентација. И ми изгледаше невозможно. Го видов тоа, се поплакав заедно со Пандев, кога ја пееа прв пат химната, он си ги избриша солзите, ја наполнив 6 марамчиња и на крај кога ја заврши кариерата, кога излезе со шпалирот, не ме интересира ни резултат, ништо. Толку сум препон со емоции, толку си имам едно позитивно убаво чувство за целото искуство, да ти кажам, ништо не ми значи. Фала ти многу за јавувањето, пријателе. Секој е добро, поздрав.
Чувај се. Пријатно. Се Ајде, слушаме драги мои, наредна прилика. да видите што е тоа суви петак. Еве ви ја сликата. Моите колеги горе не го знаат. Еден колега од моиве горе за малце ќе мораше да биде на оваа храна. Среќа Куртули. Мислам, тешка работа е. Не е едноставно да си во ЈНА. Имало привилегии, да, ама и треба да се издржи се во ова. Ама, знаете како? Во момент кога не знаеш за подобро, ова е супер. До ден, имав само една желба кога се вратив. Месни нарезак еднаш годишно да им давам на децата да јадеме сите месни нарезак. Зошто? За да ја цените храната што ја имате, колку добра и квалитетна храна имаме. Ама стварно човек треба да купите еден обичен месни нарезак. Кој ќе го пробаш тоа, брат, тоа не на маче нема да му го дадеш, ни на куче, жити се на улица. Ние го јадевме, од сево ова беше и највкусно. А најстрашно беше ова екстрактот на домашен чај, бидејќи вакво имаше и екстракт на кафе. Тоа беше, не можам да ти го опишам тој вкус, неповторливо. Океј, не е муабетот за ова. Се извинувам затоа што првиот гледач ја пушти бувата, темата е за вакцини, ама еве паралел слалом тераме. Добро вечер, повелете, во програма сте. Јанко, Здраво. добро вечер. Добро вечер, повелете. Јас се вакцинирав со Бајле, со женава, со Астра, ревакцинација. Добро, добро. Како сте? Сега што се случи? Во Ајде. системо, господава, толку што ни е јак системо, не може да ме најда. Никако во системо не може да узбуна се крена, како, а картончевом го доставувам, дека сум вакциниран, дека сега идам за ревакцинација. И добро, ајде, некако ме вакцинира. Те најдоа важно. Не, ме запиша накнадно, ме запишува, А, параја таму. Кој ја ова за награднава, со пенкал се. Исто така. И од тука двајцата со жена ме запиша, оди во така вина ми, и добро, се вакцинирам. И што се случува, после ручек се јавува. Од сите страни се јавува, денеска имаш закажано да дојдеш да се вакцинираш. По трет пат. Ама бе му велам по 3 пати. Ама рече, озбилно ти велиме, а бе вакциниран сум са Бајле, се вакцинираме. Во тој систем вашиот што не знаете да го средите како што треба, не можете да ме најдите, ниту мене, ниту жена ми морало. И сега, па добро, помина по 1 сат, па кај женава се јавува. Зошто не си вакциниран? А бе вакциниран, аман брево, 20 докажав, не да му се сневиди. Слушај, а да даваа нешто, например, ручече, нешто е вака, суви петак да даваа по едно, ќе отидевме. Го памтиш ли ти суви петак? И то ми беше зборо, до сега немаме никаква реакција, Така? а во почеток, ова првата вакцина што е примивна, исто од Астра, женава имаше температури, високи температури. Првата имаше реакција. Колку траја температурите и колку високо Траја отида? скоро еден ден, два се... Еден ден и нешто, еден ден и пол и после полека се симна. Колку каче температура, ако не е тајна? 38 со 4. Значи тоа е сегде исто, дали 38 Физер со и 4. Се AstraZeneca? јавувам во брза... И Не, мојот се исто јавувам вчера. во ало докторе, што да преземам, дали да се напијам нешто за симнување на температура. Еден ден, толку е. И ме советува таму, никако рече апче за температурата, затоа што ќе го намалиш имунитетот. Така. Ако премаши од 38 со 5, тога едно ќе се напиеш. Парацетамол, така. Се јавувам после во Нашава, отпиле се јавувам, во Нашава брза помош. Аби чичко, можеш да се напијаш едно до 2. Аман бе, едни вака, па чим ти рекле така, ни слушај и така. И значи здравство не ни е баш на ниво што се вели. А дали прележавте? Али преживевне некако. Не, дали да сте живи и здрави и 600 години. Дали ја тоа е прележавте јако. болеста претходно? Дали ја фативте короната? Не. Добро. Иначе, ова заборев да ви кажам. Кажи. Јас се консултирав со медицински
лица, Да. што работа во лабораторија и кои ме убедува немој случајно да си се вакцинирал. Вакцината содржи тој, тој. Та во пензија е женава што ме консултираше. Ја рече не се, добро, ти не се вакцинирал, ама ја ми е страф. И сега према мене тие што не се вакцинирани пак ќе излеза подобро. Оти ако се сузбија коронава, тие што не се прележани нема да бидат ни вакцинирани, нема ни да има опасност за зараза, мислам тие пак ќе искориста на некој начин. Да оставиме тоа, нека биде за анализа на на стручните стручњаците. лица, а мене ми беше целта да споделите ваше искуство. Ја ви благодарам што се јавивте и што кажавте. Дали тоа ќе одврати или охрабри други, не знам, мене ме интересира само искрено да го кажете вашето искуство. Тоа е ова што го кажаве точно како што го кажав. Благодарам многу, лека ноќ и пријатно. Ние одиме ведно со следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Значи прашањето му е дали сте вакцинирани, дали ќе се вакцинирате? Да. Да, што? Ви одговорам, респект за албумот горниот што го ставивте. Десно. Ај кажи кој е? Ај кажи. Кој е? Кај? Најболите, кој е? Најболите. Кој? Најдобрите. Кој? Лед Зепелин. А албумот? Албумот Doesn't Matter, сите 9 се најболи. Нема боли. Ако го кажеш албумот, ќе ти го поклонам. Не, имам јас од Led Zeppelin сомајички и сите албуми ги имам, све имам од нив. Не знам дали имаш повише од мене. Не можам да имам од тебе, ја имам вака екзотика како што е. Инаку овој албумот, за мене најабстрактниот нивни албум, се вика Houses, не мора да зумираш, доволно се гледа тука. Houses of the Holy, куќата на светиите. Океј, фала ти, поздрав. Имам ја грамофонче тука, можеме и да ја пуштиме. Да, пуштиш, ова е крај, ова е врв на музиката. Стварно е добра бенд Ева, што викаат. Добра работа е, стварно. За вакциниве. Океј, се вакциниравте ли? Да, со двете си слушам како што треба, почитувам. Господинот Пановски да го поздравам, човекот е закон, докторот. Си прашав, оди, вакцинира се, длаата, со две. И мислам дека така треба си да. Со што се вакциниравте? Со кинеската, така ми падна. Синофарм. Значи не биравте? Да, јас сакав руската, ама кога не може се. Добро. Али во ред, одлично се сеќам, немам ништо. Кога се вакциниравте? Молам? Кога се вакциниравте? Пред втората пред 50 дена. 50 дена. А примивте ли ревакцина? Да, и ревакцината даде, за втората зборам 50 дена, и ревакцина, и антитела си имам, и све. Измеривте тоа, имате антитела, значи? Па да, и помирно, по-релаксирано се осеќам. Во контекст сакам да кажам, видете Нов Зеланд, Израел, значи масовно вакцинација, и први кај нив, и концерти, и излагање, и ред во државата. А не вака, со ова 5G ќе ни убацеле, ме е многу смешно и наивното. 5G. Може боље... Знаете што е? Бил Гейтс, жена му и трите деца. Тоа е 5G. Ако ми стават мене чип да имам 5G, па после, знаеш, она гага телефон, па да си даунлодирам и... О, супер! Шо ќе ми после мобилен телефон? Чеј малце, имаме гледач на линија? Повели. Ај, пријатно. Да, веројатно. Добро вечер, кој е на линија? Така. Океј. Океј. Последното прашање битно ми е. Дали ја прележавте болеста? Не. Не ја прележавте, добро. Не се внимава, пазев, маска, све како што треба, поред, како што налагаат, мада мала критика до нашите, не успеа, не изборија како што треба. Срамота и гревота да луѓе да идат по граници, да плаќаме, да кажете, социјално плаќаме за здравство, све, да не се вакцинираме тука, да молиме, да не, ја утнаа мал се работата. И тоа десетици и десетици илјади граѓани замина во Врање, во Ниш, во Белград да се вакцинираат. Ја би бил исто благодарен, ви благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно.
а некој да ги сподели искуствата како поминавте во Ниш, во Врање, зошто отидовте таму исто така, би било добро. Какви се и вашите искуства од сето тоа? Ете, помина еден период веќе. Ја малку одбегнував темава да ја, бидејќи требаше малце да се акумулираат, нели, и впечатоци, да не биде одма на прва емоција, малку разумот кој ќе спласне емоцијата, разумот преовладува. Добро вечер за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро вечер, Јанко. Здраво, повелете. Сина Јубаво, јас би сакала да споделам свое искуство, бидејќи сметам дека на многу луѓе може да им помогне. Во декември месец целото мое семејство, сопругот, јас и ќерката го прележавме ковидот. Во тој момент, после новата година, значи до 15, сопругот, бидејќи е шеќераш, многу лошо помина и заврши во болница. И да речам, успеавме некако да го извлечеме. Искуството кое што го имав од тоа што го гледав по болниците, начинот на неговиот прием и сето тоа. Јас не имав тогаш никакви симптоми, значи буквално го поминав на нозе, освен што имав покачени дидимери. Меѓутоа, се појавија и антитела нормално. Се пријави ќерката со температура, го прележа ковидот од 3 до 4 дена, меѓутоа пост-ковид симптомите кај неа беа со болки во колковите и се што не треба всушност. Заради тоа се пријавивме веднаш за вакцинација, меѓутоа еве веќе од февруар, март, април до мај никој не повика и се пронајдовме дека сме вакцинирани веќе во списокот и тоа ни беше мотив да заминеме за Врање. Си извинувам. Чекај, ова е малце шокантно. Значи, вие чекавте да бидете, а најдовте, иако не сте биле вакцинирани, се најдовте дека сте се вакцинирале. Да, дека сме веќе вакцинирани. Така, знаете што значи тоа? Тоа значи некој го излажал системот, вие како приоритетни ја дал вакцината на некој друг. Ова е тежок криминал. За ова... Не сакам да зборувам на таа тема, се ми е јасно, затоа што имав прилика за ќерката пријателки кои што одеа на онака на ќоро речено, во Куманово може, седни. Дали ме разбирате, не знам дали ве слушам, не ве слушам. Ве слушам, господја. Да, меѓутоа заминавме во Врање, немаше, по препорака на нашите лекари ни рекоа со Pfizer. Отидовме до Ниш. До Ниш, со која вакцина сакаш, патот нормално, нели, купуваш зелен картон на месец дена, кој што те чини 3000 денари, бензин и се тоа. И можам да кажам дека сопругот најтешко помина со ковид, излечи после 3 недели во болница, помина без ништо. Ќерката исто со благо онака, нели. Меѓутоа јас кога се вратив во 9 часот вечерта ја примам мојата редовна терапија. Тука сакам да апелирам до сите, ако некој слуша, да пренесе на оние кои што знаат. Во мојата редовна терапија се наоѓа навечер XR Velaflax, Zamfexa, која што е од 180. Така се вика. Значи нека запамтат луѓе XR 180 Velaflax. Во моментот кога го испив, ја испив мојата терапија која ја примам редовно, значи не е нешто инцидентно таа вечер, мене ми се покачи притисокот во рок од 7 минути, 190 со 120, пулсот ми беше 146. Тоа беше едно страшно тресење на целото тело, кое што нема да го заборавам, мислев дека ќе умрам во моментот, никогаш полошо не сум се чувствувала. Веднаш земав небилет по препорака на доктор, земав апче за притисок и тоа тресење го добив и наредниот ден кога ја земав терапијата исто, така да веднаш прекинав со тоа. А зашто е таа терапија, тој XR180? Тоа е за F33, F32, тоа се постдепресивни синдроми кои што се хронични. Вау! Така да апелирам неверојатно ми е, значи лек кој нема никаква допирна точка со имунитет на организам. Ништо. Вие сте убедени дека коинцидирало со значи има реакција помеѓу вакцината, тој значи да сте вие фателе вирусот да сте го заболеле, корона ковид, ке сте поминале прилично тешко, ова па покажува. Со оваа терапија.
Не знам што се случи. Нели Pfizerот го има оној умртвениот геном, затоа и ми рекоа кинеската да не ја земам, затоа што вирусот во кинеската вакцина го има живиот дел од вирусот. Ме разбираат луѓето. Да. Меѓутоа, ова искуство ви го кажувам затоа што јас првпат во живот се соочив со факт дека ми оди душата. Не можам поинаку да го кажам. Пауза. Благодарам на мојата докторка Караѓоцева, благодарам на мојот матичен Ненад Лазаров, на сите кои цела ноќ беа со мене на телефон. Се смири телото, помина како што треба до следната и веднаш го тргнавме тоа, значи има начин, има замена за тој лек, не мора да се зема тој што трае 24 часа. Пак ќе кажам, XR 180 Замфекса. Да внимаваат луѓето. Како се вика лекот, извинете, уште еднаш? Лекот се вика XR... Не. Тоа го чувствам. Замфекса. Повторете полека. Замфекса. ZANFEKSA. Замфекса. Би сакал да прочитам, а нормално и ќе прашам некој од лекарите кои ќе бидат наредни. Никој до сега немал вакво искуство. Ова е неверојатно. Кажете ми, лично, бидејќи ја ја прележав, знам Да. дека самата корона, вирус делува на нервни завршетоци. Значи не само на сензори, на уста, на нос. Јас 4 месеци нема посет за вкус и мирис. Да, ама делува и на цел нервен систем. Комплетно. Знае да направи флешови во глава и така натаму. Како вие се снајдовте со вашата депресија? Дали пост-ковид ви е подобрене или влошена ми е ситуација? проблемот затоа што бев добра и јас се одржувам, јас внимавам на своето здравје и редовно сум на контроли. Меѓутоа, од пост-ковидот не знам како да ви објаснам. Со зборови не се кажува тоа чувство. Значи, секогаш ми се рацете зафатени, тоа е единствениот лек за се. Меѓутоа, да внимаваат луѓето, затоа што чувството дека си заминуваш и ти оди душата е нешто, не знам како да ви го објаснам со зборови, а го споделувам наједноставно за да ме разберат луѓето. Господјо, само еден совет да ви кажам од една лекарка која ми даде совет како да се третирам, откако се изобличив и физички, болки и така натаму, пост-ковид ми беа симптомите и мене. Значи, ми рече, не у глава да немаш дека си бил болен, туку дека си бил отруен. И јас застанав малку запрепастен. Ова е на наша клиника, наша лекарка, феноменален совет ми даде. Многу ми помогна. Советот вика, кога ја ме убеди да се себе убедам дека сум бил отруен, како со боев отров, јас се фокусирав да се исчистам. Физичка активност, здрава храна, здраво размислување, колку можам да третирам, значи не болест, туку да третирам како нешто да сум испрскан и хигиената и внатрешна и надворешна да ја подобрам. Јасно. Ми помогна ова. Не знам дали ќе ви помогне вам или на некој друг. Ќе ми помогне сигурно. Јас сакам да кажам дека одлуката да се вакцинирам беше само заради тоа дека ковидот кога ќе биме како вирус би ме зафатил, јас не смеам да пијам клексани. Значи, она што ги снижува дидимерите и кој што ја разредува крвта, кај мене би направило да станам на диализа, да ме откажат бубрезите. Само заради тоа и по совет на неколку доктори врвни, отидов да се вакцинирам. И верувајте, на 30 ми е втората вакцина и ќе се јавам да споделам искуство, се надевам дека ќе преживеам. И шетај покрај Вардар, има комарци, комарците касаат и ги уништуваат дидимерите. Поздрав, секој е добро, чувајте се. Одиме со последниот гледач во овој блог, па ќе продолжиме по рекламите. Добро вечер. Ало, здраво. Здраво, се извинувам, што почекавте, повелете да го чуеме вашето искуство. Јас сакам да споделам моето искуство на оваа тема, но пред тоа би прашал, касно се вклучив оваа женава што раскажуваше,
Што се случило? Она после втората вакцина, какви имаше она реакции? Тресење на телото и така натаму реакција, ама која ќе се напиела еден малку невообичаен лек за специфична Добро, она го болест. кажа лекот. Знаеш Да. што не ми беше јасно, Јанко? Што? Тој лек, зашто она го зимала тој лек? Затоа што и бил редовна терапија. Редовна терапија, добро. Бил готово. редовна терапија и после ја смениле терапијата и се подобрила ситуацијата, готово, ама било терапија. драматично искуството. Сега вас да ве прашам, дали се вакциниравте, дали прележавте? Вака сега, јас ќе го кажам моето искуство и сакам да ми се јават други луѓе да ми кажат они какво искуство имаат. Јас година и пол, што се вика, со маска у ВЦ идев. 24 сати бев со маска, се чував. И, значи, 2-3 пати правев тестови, беше све окей. И дојде Pfizer вакцината, првата ја примив, не ја ни осетив. Мајка ми двете ги прими Pfizer, никаква реакција. Но после втората реакција, Јанко, почна симптоми исто како да имам COVID. 2 недели, се уште кашлам, утре сакам, не кашлам као што кашлав, али и подкашлувам и сакам утре да идам на пулмологија. Значи ги имав симптомите, прво почна со онаа температура 37,5, болки у мускули, па третиот ден почнав да кашлам и ми дадоа Панцев, ова антибиотик, витамини, бев да правам тоа COVID тест, да не имам корона, тоа мислеше матичниот, немам, за среќа, фала му на Бога. Но имате потешкоти и со дишетењето? Ама сакам да кажам, не ми е јасна ваква реакција. Значи, со потење, со чудна ситуација. И пред се ова кашлање во сред лето, глупо е, знаеш, она да кашлаш. Поготово са бајле кашлање, она суво кашлање. И би сакал во твојата гледана емисија да се јави некој да каже дали после втората Pfizer вакцина имале некои, да кажеме, реакции. И негово искуство да споделиме. Обично јас што имам сознанија, Pfizerот кај помлади луѓе создава силна имунолошка реакција. Првите 24 часа качуваат температура до 38,4, но не се третираат ни со ништо и потоа се смирува и нормализира ситуацијата. За некои подраматични не стигнало, но ако стигне, нели ќе споделиме, а ова ваше искуство се надевам дека ќе можем и некој од лекарите Даниловски, Пановски, некого кој Ако можам да добијам бројот Пановски, би ти бил благодарен лично да разговарам со него. Да, јас се извинувам, број немам личен, ја контактирам преку Facebook со сите мои гости. Денеска телефонот ми е само за сурфање и слушање музика. Значи, се што сакам некого да прашам или да поканам... Кој е Фейсбукот на Пановски, да побарам? Ке го парате доктор Пановски на Фейсбук, ке го најдете. Напишете добро, само. благодарам. Нема проблем. Благодарам и вам. Режија, одиме со првиот блок реклами. Веднаш потоа се враќаме да ги дослушаме вашите искуства, а чисто малце да ја намалиме тензијата, бидејќи овие два последни гледачи малце подраматично. Еве да видат оние што не зајде тој муавет за сувиот дневен оброк. Еве како изгледа едно видео кое трае 10 минути, режија колку сакаш. Еве го видеото од пакување, нема зборење, нема музика, едноставно само го покажува тоа. Вака изгледаше едно кутивче, во кутивчето недефинирани конзерви, на нив нешто имаше одозгоре испечатено, кој датум е, а најчесто, видиш за сардините, знаевме дека се сардини, беа обележени, но самата таа браз конзерва не знаевме што содржи во неа и понекогаш беше, например, или свинско со зелка, или говецка некоја манџа, или гравче, или што ти ја знам, вочна коцка. Јао, све ми е познато, бегам ја ова да не гледам.
Утре вечер ќе посветиме малку повеќе на спортот, малку повеќе за Пандев, едно прекрасно интервју за турска телевизија со една шармантна турчинка, ги имам подготвено тие некои работи. Утре малку и за политика, но не верувам дека толку ќе предизвика искрено вака реакција од јавноста, како што, еве, овие ваши лични искуства ги споделивте вечерва, иако почнавме малку и на мајтап и малку со шега, што е здраво, што е многу, многу здраво, но еве, се јавија и гледачи кои има навистина и малку подраматични, малку потешки мигови, кои водат малку потешка борба. Останува прашањето и темата за вакцини. Вакцини да, не, дали се вакциниравте, дали сте прележале, дали ќе се вакцинирате, дали вие што се вакциниравте имате некакви последици, дали има некаква интеракција, еве и како што објаснија во врска со болеста и со терапијата што ја земате, така што телефонот е отворен. Не знам дали имаме во моментов некој на линија. Режија? Во моментов немаме гледач на линија, како што слушнавте глас од небесата, стручно, професионално, телепатски, трансцендентално, оптички, не. Но затоа Wi-Fi го почувствувавме како вибрација, дека нема никој во моментов на линија. Добро, ќе почекаме малку додека да се вклучите вие со вашите искуства. Што се однесува, само би информирал дека излечени се наградите за наградната игра. Повеќе giveaway или тој многу поточен наслов, giveaway е давање. Значи подарување. Што ги подаривме? Мотив беше 20 години јади бурек емисијата, секако и вашите прогнози како ќе одигра Македонија, но оставивме, го комарецов ми прелет и ме касна, така да ја дидимерите ги намалив кај мене. Комарецот, шега на страна, но комарецот има, за да може да ти ја испие крвта, мора да пушти антикоагулант во тебе. Значи, да ја разреди крвта, бидејќи крвта брзо се, нели, плочките од тромбоцитите се создаваат. Он има тенка игличка, преку која ја шмука крвта. И затоа мора да вбризга во тебе антикоагулант. И сега, дали воопшто нешто делува на цел организам, тоа или не знам, но во секој случај, ја викам, во целава работа единствено, а тоа ќе ми биде следно прво прашање со некој од медицинските лица. Дали комарците, да, речи. Дали комарците ќе помогнат за намалување на дидимери? Добро вечер за следниот гледач. Повелете во програмата. Добро вечер. Добро вечер. Се јавам од Демиркапија. Добро, мило ми е. Кажете Ја да ви кажам за мојот случај сега. Ајде. Јас сум диабетичар од 2006 на инсулин. И многу чудно ми беше кога добив јас температура. Вака не разбираме. Добивте температура 38 со 5, така. Кога заболевте од корона, значи, или кога... И се јавувам кај лекарката. Да, или од вакцина. Господјо, кога заболевте или од вакцина? Да, си пијам за превлада, за така, и ја така мислев. Дали после вакцина? После и викам докторке, ама мене не ми поминува температурата. Пак ми продолжува, после ми даде панцев. И ме праша сега, дали... Не ве слушам ништо. Господјо, дали се вакциниравте? Се вакцинирав после да ви кажам само како се случи. Аха. И она ме испита мене дали има мирис и вкус. Одам ја дишам за доместосот, никаков мирис немам. Ленорот, никаков. И се јавувам на докторката. И ми даде панцев, така, после за температура, пиев тоа. И викам, докторке, ова ќе излезе некој коронче. Вика. И така се смее, не сака да ме се плаша многу. Господјо. После ми закажа термин. Вика, ќе ти закажам термин, ама не во Скопје, викам, немам толку пари. Приватно. И ми закажа во Гевгелија. Отидов во Гевгелија, после една недела веќе тоа беше. И тамо ми извадија негативна. После се пријавив за вакцина, ме пријави,
во Кавадарци отидов и ја примав првата вакцина. Ништо не осетив. Само многу се исплашив до мене на 2 метра, како го вакцинира едно младо дете од 35 години, како само што седна детето и одма падна. Телефонот му падна оно на земјата, стрчаа сестрите тука сите. Докторот го внесија тамо во кабината. После вакцината падна или пред вакцина? И толку беше, ја многу се исплашив. После 2 недели па и втората и ништо апсолутно не осетив. Никакви промени нема. Добро, господјо. Фала ви многу за искуството. А дали сум многу здрава? Дали оти сум шеќераш, дали сум многу здрава или шо сум, не знам. Да сте живи и здрави. Лека ноќ и пријатно. Иако може би ќе беше поинтересно, штета немавме двосмерна комуникација, да и поставам неколку подпрашања, малку нејасно, нели, сиви зони, ама добро. Се надевам дека па вам, почитувани гледачи, ви беше корисно ова искуство. Значи, колку што можев да ја разберам, господјата прележала корона и потоа се вакцинирала. Немала никакви реакции, но видела кај некое момче, сега тоа може и да е страв. Јас сум видел мажишта од по 2 метри кои која ќе видат игла колабираат. Ете, што необјасниви работи. Тоа се некои фобии кои човек тешко може ментално да ги надмине. Океј, одиме со следниот гледач, ги споделуваме вашите искуства во врска со пред се вакцинацијата. Ако сте вакцинирани, многу би ме интересирало и многу би бил благодарен ако некој се јави што бил во Врање или во Ниж, во Белград, во Србија воопшто на вакцина, да ги сподели искуствата какви биле таму. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Имаме некога на линија. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Прашањето е дали сте вакцинирани? Да, 2 пати сум, значи и вакцинација. Значи, еве, раскажете ни, дали сте прележале болест, кога се вакциниравте, какви реакции имавте? Па, ковид го закачив уште во ноември, со губење само на осет зад мирис, ништо друго. Вакцинацијата ми заврши втората, значи принесме дека крајот на мај, мислам дека беше 20 мај. Со првата нема проблем, со втората 2 дена отприлика имаше некоја блага температура и омалаксеност. Зошто се вакциниравте? Како? Зошто се вакциниравте? Со Pfizer. Да, разбрав во ред тоа, него зошто одлучивте да се вакцинирате сепак? Или ја прележавте болеста? Сметавте дека немате имунитет? Па не, бев убеден дека имав имунитет, затоа што од кога го прележав до таму недека како до април месец, имав контакти со луѓе кои веќе после тоа заболеа од корона. А беше тоа исто неколку луѓе што заболеа, а јас да кажеме не. И бев убеден дека дека имам тие антитела, али сепак мислам дека треба да се вакцинираат сите. Јас не можам да ги разберам тие луѓе што не сакаат да се вакцинираат, зашто повеќето гроцо луѓе од светот се вакцинираат, така да чим се вакцинираат тие треба да се вакцинираме ние. Добро, сте предпоставувале дека ете од ноември до мај месец некако поминуваат скоро 5-6 месеци и дека паѓа имунитетот стекнат против ковид. Дали тоа значи сега откако веќе сте ги примиле 2 вакцини и некаде во ноември, декември повторно ќе се вакцинират? Мислите да се вакцинира пак во ноември за декември? Да. Ова година? Да. Па не знам. Ако треба да се вакцинираме, да се вакцинираме, али не сум чул дека треба па да се вакцинираме. Па нели ви е чудно, например, да паѓа имунитетот од прележана болест, а да не паѓа од вакцина? Ја разбирате логиката зошто ве потпрашувам? Кажете. Каде се вакциниравте? Тука или? Тука во Борис.
беше за разлика од тие некои што ви се јавија преко дека ги немало на список и така, значи чести беше окей, дури и значи бев, да кажеме, на 9-ти, а се вакцинирав на 10-ти. Значи не ми правија проблем, пошто бев на пат. Другата вакцина исто, значи си имаше список од одма најлюбезни беа не примеа тамо кај што, значи, ади само да кажам дека немаше оној во таа кабина кај што треба да се вакцинираш, не беше така спроведено, затоа што најверојатно и многу полесно беше кај што има слободна кабина, тамо да се вакцинираш, не се прави гужва. Да ве прашам уште ова. Како добивте термин? Врз основа на што ви дадоа термин? Дали бевте во некоја ризична група или некоја група која беше приоритетна како медицинско лице или како хронично? Не, се пријави сам на ова што беше апликацијата за вакцинирање. Се пријави во април и во мај не викна. А инаку да, дека сум во таа некоја си ризична група, да, како што каже и прекладата има. А и верувајте, 60% од население во села ризична група. Тоа не се 60 малце. Ви благодарам многу за вашето искуство што го споделивте со нас. Лека ноќ и пријатно. Пријатно. А ние веднаш што следниот гледач биде на линија, ќе го вклучиме во програма, ќе добија мишарет од режија во мојата слушалка. Денеска Македонија е поприлично подиспразната, иако не се очекувано, последната фотографија која ја направив денеска во 10:30, можеш компјутерот да го дадеш за момент. Ова се македонски возила на грчка граница. Неам комуникација во моментов, Wi-Fi-от не ни работи со режија. Режија, момент. Добро вечер. Режија, момент. Ве замолив првин компјутерот да го дадете мој, па почекав. Значи, ова е Сабајле во 10:30 снимено, камерата која покажува дека огромни колони се запатија кон Грција. Македонија е испразнета во моментов. Добро вечер за следниот гледач. Благодарам, режија. Добро вечер. Јанко? Да, повелете во програмата. Мала исправка. Да. Моја констатација, големи колони се упатија кон Јужна Македонија. За вакцините, јас се вакцинирав, и однесов мајка ми у ризична група дека беше 75 години и додека ја предходно имав аплицирано преку 10 пати. И не ме повикаат. Ја у ризична група, диабетичар со инсулин, притисок, никако да ме повикаат. И кога однесов мајка ми, бидејќи не можеше доди, не пушти ја внатре како пратник со незе и ги прашав девојчињата што беа таму на компјутер, викам, јас сум у ризична група, имам аплицирано, дали може да се вакцинирам и јас? Искочија фер, девојчињата проверија во компјутер дека стварно сум аплицирал и ми дозволија јас покрај мајка ми се вакцинирав. Кога се вакциниравте? Се вакцинирав пред месец дена. Пред месец дена, тоа е некаде во мај месец. Да, и ревакцина правев после 2 недели. И како поминавте, реакции, нереакции, нешто? Јас се вакцинирав со кинеската, со Синофарм, и немаше никакви реакции, дури не ни осетив кога ми ставија вакцина, немав ни никакви болки, ништо. Меревте антитела по тоа нешто? Јас пред да се вакцинирам проверив антитела. Да? И имав створено антитела, бидејќи имав прележано COVID, и имав и некој лошо искуство со моето дете, па покрај него и ние се заразивме, и јас, и ќерка ми, и сопругата, и така прележавме, ние поминавме лесно, али со детето многу тешко и страшно, ни на душман тоа да не му се деси. Бидејќи нема логика, искрено да ви кажам вака, не ве знам, нема логика, според она што го кажувате, 2-3 месеца откако сте прележале корона и сте имале антитела, сте земале вакцина. Да. Многумина лекари и медицински лица повикуваат токму луѓе како вас да не се вакцинираат, за да се вакцинираат други.
дека Да, Јанко, нема јас да тоа ќе го има... направив доколку не бев во ризична група. Бидејќи јас сум диабетичар, јас сум со притисок. Ама сте го имале имунитетот, вие сте биле вакцинирани со прележувањето. Што плюс сте добиле, што мислите дека плюс сте добиле сега откако сте се вакцинира, а нема 6 месеци како сте ја прележале болеста? Значи јас и на овие стручњаци кои што го самото го кажува, ја и на нив не им верувам, затоа што ова е нова болест, нова вакцина кој што се уште се испитува, они све на констатации. Значи тоа ќе биде, вака ќе биде. Самите не го спомнувам, тој познат инфектолог на една телевизија, не ја кажувам телевизијата, го прашува што ќе правиме со децата што треба да одиме у странство, дали ќе мора да ги вакцинираме. Самиот тој инфектолог рече: јас вика сум возрастен, ја би се вакцинирал и после 15 години ако има некои несакани последици или реакции, ја може не бе да бидам жив, ама за децава вика не знам. И самиот тој го кажа тоа дека не зна што ќе се деси после некое известно време. Така и јас имам антитела, можеби ако се заразнам со индискиот, па после може да имам полоше да снемам антитела или било што. И зашто се плашев, затоа отидов да се вакцинирам, бидејќи сум ризична група, и се вакцинирав, и се ревакцинирав. Тоа ми беше целта да иначе да не бе во ризична група, така да ја чујам вашата мотивација. А немањето реакција, нели, барем едно благо покачување на температурата, велат лекарите, стручњаците, покажува дека имуниот систем дава одговор на вакцината и дека се создава реакција. Ке мерите ли антитела повторно сега? Вака сега, значи јас немам покачено телесна температура, може би бидејќи претходно прележав. Ако не би сум прележал и да сум примил вакцина, може би ќе сум имал ја тие некои симптоми. Ме разбирате? Рековте дека вашите деца малце потешко ја поминале ова. Дали и они се вакцинираа во меѓувреме? Значи, види сега, детето мое, машкото што многу критично беше, не дај Боже, беше задржан болница и не можам се уште да го вакцинирам. Аплицираме, не може да добиеме термин. Керка ми е она астматичар и има притисок, она се ја повика. Аплициравме, бидејќи ризична група ја повика. Денеска бевме, ја прими втората ревакцина. Јанко, са Бајле имаше 2 колони, значи на едниот влез и на другиот влез. Знаеш ли која глупост направил господинот Филипче? Значи, срам да му е. Беа отстранети на стрешниците за да се држи сенка. Ги немаше. Луѓето чекаа редици на сонце. Значи, са Бајле ние отидевме 8 сат, колоната беше дури после тие оградите, може едно по тројца наредени у колони, а јас кога се вакцинирав имаше стајно на стрешници некои така од озгора колку да се спречи сонцето. Сега ги немаше денеска. Луѓето паѓа у кома човече од сонцено. Ја не знам кај му беше акало да стават некои на стрешници тенди, срамота тоа што го прават. И знаеш ли што се деси денеска, Јанко? Слушам. Бидејќи нема вакцини. На сопругата, она се вакцинираше. На нејзиниот мобилен телефон стигна порака со име и презиме на машко лице од албанска етничка националност и викаат тој и тој утре да се вакцинирате во Чаир во толку и толку часот. И СМС порака стигна кај сопругата. Што прават? Како прават? Ја више немам памет. Значи, не знам што до кај мислат да се ова лудило. Не знам што ти кажам. Не знам ја. Она имаше реакции? Сопругата, да, она се вакцинираше со Pfizer, имаше покачена блага температура 37/6, 37/7/8, имаше мал оток на раката, укоченост, болка. Исто и керка ми се вакцинираше со Pfizer и она имаше таа реакција, а и они ги има прележано. Ама само еден ден. Само еден ден, да. Траеше. Така. Да. Кај сите исто. Кај сите исто. И син ми, доста помлад, он заради професионални обврски, се вакцинираше со Pfizer. 38 со 4. Затоа што си имал антитела.
Затоа што многу си поздрав од што плачеш и кукаш дека си. Затоа што си многу здрав човек. Сега имаш диабет, имаш ова, имаш она, ама... Ај, немој да му урочиш. А така е, да. Јас сум од сектине што урочуваат. Од тие. Знаеш, урок фаќа, ама само на причестени не фаќа. Толку да знаеш, па сега види. Црква ти од Каршија, таму па види се. Немам гајле тогаш. Океј, фала... Не знаев ова за дека навистина... А долго ли се чекаше пред за влез? Ало? Се исклучи. Добро. Во ред. Благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Ние одиме со следниот гледаш. Добро вечер. Ало. Здраво, повелете. Ало. Здраво, повелете, ве слушам. Добро вечер. Добро вечер. Имам 75 години. Добро. И се вакцинирав со Pfizer. Браво. На 7 април и на 15 мај. Сега ме слушате? Не. Да, те слушам. Ве слушаме. Да, на 7 април и на 15 мај се вакцинирав со Pfizer. И? Од стара. Дека 7 комшии во влезот починаа од корона. И отидов на мој термин и ме викнава и отидов во А1. И се вакцинира. Само да ви кажам дека после вторава вакцина, сега ме слушате или? Да, ве слушам, молчам и ве слушам. Само после вторава вакцина осеќам како да ме удрил камион. Така се осеќам. Ќе бидете добро. Кажете ми, во Скопје живеете? Да, во Скопје, во Лисиче. Добро. Благодарам за јавувањето. Ви посакувам се најдобро. Интересна работа. Знаете ли, дали приметувате, драге мои, дека исклучиво од градови ми се јавуваат? Има ли некој искуство, прележа ли некој оваа болест на село? Се разболи ли на село? Некој? Ја, според моите така благи истражувања, ова полициски час, болести и така натаму, само Скопје, Битола, Прилеп, Велес, така Охрид, градови, а по селава како да ништо не се случи. Ај малце распрашајте се таму по роднини, како помина, не оние што имаат имот, па живеат у град, па идат таму и така натаму, него луѓе баш што ги знаете во село. Они немаат ни време за гледање, јади, бурек, си се занимаваат малку со други работи, ама чисто еве малце како домашна задача, па идната недела може би проговориле на таа тема. Вака што знаете, монаси по манастири, луѓе што живеат по села и така натаму. Ја добив зачудувачки коментари дека нити болни, нити умрени. Не знам, не можам да тврдам, ова е се шпекулација, нели? Треба малце и да поразговараме со некои луѓе. Но сеедно, ние разговараме со луѓе кои се вакцинирале, сакаат да се вакцинираат, ќе се вакцинираат, зошто не се вакцинираат или зошто се вакцинираат. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте, господин. Во програма сме? Да, ве слушам. Вака, за темата ви вакцинира. За вакцинирање. Темата... Јас имам прележено COVID. Кога? Пред 6,5 месеци. Добро, благодарам. Пред 6,5 месеци се вакцинирав сега, пред на 14 на 5 ми е закажено втората вакцина со Pfizer. Добро. И би им препорачал сите да се вакцинираат. Треба владата да донесе закон, Министерството за здравство, сите го државни институции да се вакцинираат. Исто како Русија што го правија се, Москва ми кажеше, кој не ќе да се вакцинира, на работа нема да оди. Затоа што јас поминав 22 дена бев на кислород. И сега некој ќе рече дека нема ништо, тој што вика дека нема, да не даде Господ иде да види како е.
затоа што таму секоја благодарност од Велес се јавам, голема благодарност до ковид центарот, сите што работеа во ковид центарот во Велес. Кажете ми... Да? За 24 сата немаа време да јадат. Луѓето не може да јадат сестри, доктори, не може да ги познаеш дали се сестри, дали доктори у скафендерите што влегле. Немаа време да јадат. И сега ги слушам, не чинила вакцина, не чинила не ќе ли да се вакцинира, не знам како. Не ќе да се вакцинира, нема на работа доди. Зарад некој здрав да се разболи од некој си друг, да го понови. Зошто? Да разберем. Треба да се вакцинира. Кажете ми, какво беше вашето искуство? Кај се вакциниравте? У Велес се вакцинирав. Добро. Со Pfizer, првата многу добро поминав. Првата ден малце, некој печење, некој оток, немаше ни оток, ни црвенило, ништо, многу го поминав со вакцината. Значи многу добро поминав. Добро. И чекав да помине 6 месеци за да можам да се вакцинирам. Се испитав, може да се вакцинираме и препорачам сите да се вакцинираат. Добро. Сите. Ви благодарам многу за јавувањето и за споделувањето на вашето искуство. А ние одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Благодарам. За вакцините сакам да. Дали се вакциниравте, дали ќе се вакцинирате? Не. Не се вакцинирав. Ало? Ја чутам и ве слушам, дали ќе ни кажете? Добро. Значи не сум вакциниран и немам намера да се вакцинирам. Добро. Дали ја прележавте болеста? Болеста може би пред 35 години да сум ме прележал, може и тогаш започнала, што се вика. Добро. Бидејќи сум бил во болница, бронхопневмонија што се вика, тогаш болеста се викала бронхопневмонија. Не као денеска ковид што вика 19, или корона. Значи тогаш бе 8 дена во кома сум бил. А кажете ми, каде живеете? Драчево. У Драчево. Така. Да. Значи, не верувате вие во вакцини, не верувате во оваа болест, не верувате во ова што ви го проповеда. Нема да се вакцинирате. Јас мислам, само што не сум имал кислородна подршка тогаш. Иначе, се по импузии бе, импузии тоа што тоа време зборам пред 30 години. Значи, ви ста болест, не напаѓа, пуѓа да напаѓа таа короната. И ви кажам дека 8 дена не сум дал за себе. Се по импузии, инекции, сите тие работи ги има. Кажете? Не, ништо. Само тоа ме интересираше да ги чујам вашите коментари. Дали луѓето, пријателите, роднини ваши се вакцинираат? Дали ќе се вакцинираат? Дали имаше заболени од корона други? Не, мислам, кај што во средината кај што живеам, во средината кај што работам, имаше, мислам, од фамилијарник, од жена, од она што се вика од роднини, да, ама заболени во фирмата кај што работам, немаше такви заболени. И препорака добив од еден другар мој. Препорака да не се вакцинирам. Кој ви препорача? Кој ме препорача? Другар школски мој. А стручен ли е он од каде знае дека е добро да се вакцинирате или не? Зашто и тој е мој годиште, 64-65 години скоро ги има тој. И сите работи ги тера као под кептек, што се вика. Так. Се храни со здрава храна, се спортува, со ово, со оно, сите тие работи. Исто, јас сум тука некаде до него, ама тој повише од мене. Добро. Значи, здравиот живот е сосема доволен според вас за заштита и од корона и непотребност од да кажем вакцина. уште нешто, може ли? Како не, повелете? Не. Што викат луѓето, вкус и мирис. Вкус и мирис не осеќаат кога се болни. А како вкус и мирис денешка барат луѓето кога нема ни вкус ни мирис? Мислам, да кажем, саламите, месата, 300 чуда. Качкавали, машкавали, ни вкус ни мирис имаат. Како може да кажат не осеќаме ни вкус ни мирис? Доматите, красавиците имат ли вкус и мирис? Немат ништо. Не е така, има. Еден пример да ви кажам само.
пред 45 години. У една сам послуга, кој ја влезах во зрачно центро по Лобонјал се викаше, кој ја влезах во сам послугата, фризерот беше на 15 метра далеко. Кој ја влезах во сам послугата, одма по мирисот осеќав кобасица, мартадела, кашкавал, суџук, такви работи. Сега, што да ви кажам? Ето. Благодарам многу. Малку ја искривуваме работата, но еве чисто ради забава, интересно беше да се чуе вашиот коментар. Нема да ве коментирам. Гледачите ги слушаат искуствата и сами ќе си донесат заклучок. Нема да наметнеме никому никаков заклучок. Ваше е, нели, Дарвин вика, дали ќе се вакцинираш или нема да се вакцинираш, супер. Во секој случај, кој ќе го свати ова. Одиме со последниот може гледач за вечерва. Или Добро вечер, Јанко. Како и да е. Добро вечер, повелете. Вака, јас не ве слушам. Ја ве слушам и чутам, вие зборите. Јас имам аплицирано 8-9 мај некаде за вакцинација, значи уште мислам немам на порака или нешто да ме викнат. Сега бив таму кај матичниот, па викат така, нема, ти имат вакцини. После со едни други така пријатели викат, па оди тоа викат по партиска линија, по пријателство, од кога почна да немат, а нели секој понеделник по 10.000 Pfizer доаѓа или како беше тоа. И уште нема ништо. Сега по категории беше она на луѓе над 70, после која 60, па сега гледам од 25 до 40, а ја негде сум 57 години. И работам таква работа, кај што значи имам физички контакт со луѓе. Блиско сум. И уште ништо немат. Мислам, сега што е да ова... Дали имате прилежано болеста? Не. Немам прилежано, мислам, ни јас, ни сопругата. Само малиот син, он у Скопје, јас од гости Варсјаво. Али сега тоа ме чуди, мислам, здравствово. Значи, дојдовме до тој степен за да се вакцинираш, да одиш по партиска линија, да одиш по пријателство, за да се вакцинираш. А во Србија те молат да одиш и да одбереш која вакцина сакаш. Сега ќе дојдат 100.000 Pfizer и тие ќе ги распоредат на се знае с кого. Сега оди таму таа синова, како се викат, од кинеската, на друга. А зошто не одите во Србија да се вакцинирате, него кај Врање? Па сега вака, до Србија, викаат до Солунат 100 сомуна. Зелен картон, патни трошкови, Зошто? Кошта. Со автобус. Најмалку 150-200 евра. 200 денари, 300 денари со автобус идеш до Врање, 2 кеси од Лидл на враќање, уште и жив чар ќе бидеш. Добро, тоа така е, али сега ипак се ние држава да сме Јанко. Благодарам многу, да, во право сте, ве разбирам. Во Србија. Добро. Благодарам многу за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Жал ми не се јави ниту еден што се вакцинирал во Србија, ај може би последниот ќе видиме. Добро, завршуваме со вечерашново јавување со последниот гледач. Добро вечер. Нема, завршуваме воопшто. Готово. Рековме у 7 па да завршиме. Ги исклучи телефоните. Едва и дочека. Добро, ке тераме тогаш сега ја ќе одржаме на ТВ колумна во траење од 21 минута. Ке завршиме во 22 часот и 1 минута. Вака. Драги мои пријатели и пријателки, морам да ви кажам една работа. А тоа се две работи. Нам ни фали ред, рад и дисциплина. И сега ќе гледате 10 минути како се јаде суви дневни оброк. Се шегува. Не. Океј, благодарам за вашето внимание, драги мои пријатели и пријателки. Благодарам за учеството во емисијата. Искрено да ви кажам, доста интересни работи разбравме
мене ќе ми користат во наредното интервју со некој од здравствените работници. Најверојатно ќе биде тоа или доктор Пановски или доктор Даниловски. Тие се и најрасположени за комуникација и за помагање на јавноста, така што респект до нив. Се опуштаме и да работите на подобро и мислам дека многу брзо забораваме низ каква криза поминавме, но тоа е веќе ментален, психички момент на човек му е потребно вакво опуштање и малку да прекине да размислува за онаа психоза која траеше година дена. Во меѓувреме, за идната недела која ќе имаме некое јавување, а утре вечер ќе разговараме за спортот, за македонскиот спорт, за Пандев, за она што го видовме, неколку интересни интервјуа и емисии посветени на токму на македонската репрезентација и на Пандев. Моја задача е, распрашајте се како поминувале во помалите населени места. Значи, зборам за заболени, за последици, за умрени, чисто ваш еден впечаток. Знам за влезови, знам за населби, тоа све го почувствувавме и знаеме како помина. Ме интересира како помина луѓето по селата, по малите градови, оние најмалите градови. Тоа би било интересно да се сподели и од таму да се изличат некои заклучоци. Ја ви благодарам за вашето внимание, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно. Во тоа со дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Да кажеме парот е смешно. Понесу одлука за избори. Добро Република Македонија. Се радуваше Продолжи, ја мислам. сервиси, сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све, па ќе ти дојде да си ја купиш играта пример за PlayStation 4, доколку имаш 5-ка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поар. Требаше се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на интензивна. Андроид 10. Како ќе успееме?
повторно те кажам, ако се обединим. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е стран. Тие што прележале веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Не се откажувам од собството 16 краков. Сакам нам песна напишено, јас да те гледам, сакам. Да, сам се душе поплескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанко книжа да спија. На словенското пеење, поточно на словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСО. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене, човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Смеам? Еве, чизкейк. Може за госпожата? Добро. Еве, за Боже ќе земеме ендакси, автоме, терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиеме. Зашо мајка му чисти, пере, готва, татко само седи пие. Зашо мора на мајка му одменица да бара, бе? Шо не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам ти се. Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, че она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре ме насити им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пат ќе се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти ме театар. Да. Пази, што ми кажа? Как луѓе ја за те права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да се вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, абе тие Далтони шо вече 4 аверел сум јас, најглупио, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на ворниот телевизор, само да му кажам да го пушти бојлерот горе. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Тамо да си доеме дома. Подорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Така луѓето резонираат. Имаш една